Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Силниот дожд во Куманово ги излеа атмосферските канализации низ централното градско подрачје и предизвика проблем по улиците. Граѓаните од надлежните бараат да го решат овој проблем кој со години се разлекува. И покрај тоа што голем дел од граѓаните со нетрпение го дочекаа освежувањето, сепак силниот дожд ноќеска со часови паѓаше во Куманово ги излеа атмосферските канализации низ централното градско подрачје и предизвика поплавување на неколку улици. По улиците се чувствува непријатна миризба, а и како што велат граѓаните, секое поголемо врнење на дожд, водата од канализациите се излева и предизвикува проблем по улиците. Од надлежните бараат веќе да го решат овој проблем кој со години се развлекува. Прљавштина, што да ви кажи? Јављамо се у чистоќу, у водот, овој да не заврне, да нема проблеми одека. Нон стоп. Што мислите, до што е проблемот? До канализација. Канализација избила. Нема до друго ништо. Канал не го собира, шахта избила. Не го собира воду. Много е, овој прашина, овој удуќани, ми удуќани, дуќанџије смо, продавнице, овој оној свет прашина, у нас се удуќан, кој ќе заврне, увек е такој. Значи увек. Нема ден да не заврне, оно да не искочи шахта. Состојбата беше многу лоша. Целиот цокат беше полн со вода и шут. Од Народна банка иде од згора водата, се тука заваѓа. Сабалев затекнавме ужасна состојба, гледај какво е, кал, ѓубре, све нанела вода. Не знам друго што ве интересува. Дали често се случува? Да, случува се, овој канал се кукатуе, стално се случува. И од озгора вода што иде, не иде у канал, него се туја иде ѓубре на улицу. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, утринава околу 1 часот и 35 минути на улицата Иво Лола Рибар имало запушување на шахтите од атмосферска вода поради обилните врнежи од дожд, и при што било побарано да бидат известени надлежните од јавно предпријатие Водовод. За да не дојде до поплавување на објектите лоцирани на самата улица, биле отворени шахтите низ централно градско подрачје, при што били одбележани местата поради безбедност во сообраќајот. Улицата Врањски пат и булеварот Октомвриска револуција ноќеска биле поплавени, при што исто така интервенирале надлежните од јавно предпријатие Водовод, каде случајот бил пријавен во 1 часот и 58 минути по полноќ. Други поплави на територија на општина Куманово не се регистрирани. Да бидат казнети сите оние кои ќе бидат причина за палење на шумите, бараат од јавното предпријатие Македонски шуми. Тие имаат организирано шумочувари, распоредени на 10 различни пункта кои ги чуваат шумските богатства и кои навремено ќе реагираат за да не дојде до несакани последици. Поради зачестените пожари во шумите, надлежните од јавното предпријатие Македонски шуми бараат да бидат казнети сите оние кои ќе бидат причинители за тоа. Тие апелираат до сите луѓе доколку забележат дека некој пали стрништа или врши некоја друга работа која ќе предизвика опасност од пожар, тоа веднаш да го пријават и против нив да се поднесат соодветни мерки. Овие 2 месеца на овие температури да бидеме будни, а ми као шумско стопанство Куманово веќе имаме одредени сите шумочувари, сите наши вработени на посматрачниците таму каде смо. Мислим дека ќе биде успешно, дај Боже, да не биде некоја голема штета, посебно од пожари. И имаме поруку до сите граѓани за да не се движат без работу, да се земе дозвола од нашите служби кој ги имамо во подружницу и мислиме дека ќе биде све уред со ова акција и со овој состав што го имамо со сите институции во општина Куманово, Липково и Стара Нагоричана и владата на РМ. Од Македонски шуми апелираат до луѓето да придонесат за зачувување на шумското богатство, а не за уништување на истото. Тие имаат организирано шумочувари, кои навремено ќе реагираат за да не дојде до несакани последици, кои се распоредени на 10 различни пункта. Поради високите температури сезоната на пожарите допрва доаѓа, апелираат тие. Воедно од 6 јули до 15 август воведена е забрана за движење во шумите во период од 7 до 17 часот. За оние кои нема да ја почитуваат оваа одлука, следува казна од 1500 до 2000 евра.
Претходно со цел заштита на шумите и намалување на пожарите беше организиран состанок на кој присуствуваа повеќе представници од различни институции и здруженија за зајакнување на нивната меѓусебна соработка и максимално зачувување на шумското богатство во североистокот. Кумановската подрачна единица на јавното предпријатие Македонски шуми организираше состанок со цел зачувување на шумското богатство и намалување на пожарите, како и давање препораки за истото. На состанокот беа присутни представници од СВР Куманово, Шумската полиција, Територијалната противпожарна единица, Регионален центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, Сдружение на ловци, локалната самоуправа на општина Куманово, како и представници од општините Старонагоричани и Липково. И имамо поруку до сите граѓани за да не се движат без работу, да се земе в дозвола од нашите служби кои ги имамо во подружницу и мислиме дека ќе биде све уред со ово акцијо и со овој саставок што го имамо со сите институции во општина Куманово, Липково и Старонагоричани и владата на РМ. Присутните велат дека станува збор за успешен состанок, кои се надеваат дека сите одговорни институции и здруженија ќе соработуваат за зачувување на шумското богатство. Само 3 шумски пожари има регистрирано од почетокот на оваа година во Кумановскиот регион, информираат од Македонски шуми, кои додаваат дека 99% причина е човечки фактор. Состанокот беше искористен да се осврнеме на оние мерки кои што како институции пред се ние како Македонски шуми ги преземаме од аспект на превентива. Беа спомнати двата проекти од кои едниот е со припадниците на Министерството за внатрешни работи, а тоа е кампањата Лето без пожари која што се проведува втора година и втората активност е кампањата со представниците на Противпожарен сојуз на Република Македонија, со која што населението го запознаваме кои се последиците од настанати пожари, зошто треба да се внимава и како треба да се однесуваат со цел да нема пожари, но исто така и како да постапат кога ќе забележат настанат пожар. На овој состанок исто така подискутиравме и за бесправните сечи, ја потенциравме до опремувањето и до екипирањето на шумочуварската служба на Македонски шуми. На состанокот исто така беше презентирана и новата опрема на шумочуварите. Станува збор за вкупно 320 униформи, финансирани од буџетот на јавното предпријатие Македонски шуми, за кои се потрошени 6,5 милиони денари. Бебето открива Паланка, чија мајка почина на породувањето во Кумановската болница пред 1 месец, е сместено во домот за доенчиња во Битола. Таму ќе остане 9 месеци, пошто ќе се одлучува дали има услови таткото да се грижи за детето или ќе се бара друго семејство. Едномесечното бебе Мирт Јусуфов, чија мајка Сладјана Демировска открива Паланка, почина во Кумановската болница за време на породувањето, е сместено во домот за доинчиња во Битола. Таму ќе остане 9 месеци, пошто ќе се одлучи дали ќе се создадат услови да се врати кај таткото Елвис Јусуфов или да се бара друго семејство. Мајката на бебето, 37-годишната Сладјана Демировска, почина пред 1 месец во Кумановската болница. Не се разбуди од анестезијата поради компликации по породувањето со царски рез. Таткото на бебето Елвис Јусуфов, со кој живеела во вонбрачна заедница и тогаш и сега се сомнева во лекарска грешка, со оглед на тоа што таа немала ниту ризична бременост, ниту здравствени проблеми. Тој ги чека резултатите од обдукцијата кои треба да се готови следната недела. И како што вели, доколку се утврди пропуст при лекувањето, правдата ќе ја бара на суд. Како сум информиран до наредната недела од Олгица за извештајот, колку сум информиран, така преку телефон се добаваме со Олгица открива Паланка. До наредна недела ќе стигне извештајот од Скопје. И секако е од Господ, уреду, ако не од Господ, значи јас сум кажал дека ќе тужим. Елвис живее сам под кирија, откако двете девојчиња од првиот брак на неговата сега почината сопруга се згрижени кај нивната тетка, односно сестрата на починатата родилка.
Тој работи во градешна фирма во Крива Паланка и како што вели, нема кој да го чува и да се грижи за малиот Мирт. Со здрага волја ми беше да си ga земем, да ми беше жива сопругата, ама нема шанси. Господ си го земал. Значи ја немам услови, како прво да го чувам, да го дотерам како што треба малечок, значи за привремено е за битола. Тие 6 и 9 месеца, а да го земем јоште не сам у план, ама ќе видим, значи да минат неколку месеци на жената тие работи, мора некоја невеста, иначе ока не може. Сам нема ништо. Мене ми е жал, јас сакам, например, да идем да го видим, а многу е далеко. Битола, тоа е многу. Илвис Јусуфов упатува апел до сите надлежни институции, невладини организации и хумани луѓе, доколку се во можност да му помогнат во решавањето на стамбениот проблем. Планира да најде сопруга која во иднина ќе се грижи за неговото дете, сега сместено во домот за доенчење во Битола. А може некој да ми помогне нешто така со пари или с некоја куќа или материјал нешто, ја ќе бидам благодарен. И за това минимална плата не можеш ништо да освоим. Црквата Свети Теодор Тирон во кривопланинското село Конопница, која датира од 19 век, специфична по својата градба, единствена во државата по незината основа, е евидентиран споменик на културата. Но веќе неколку децении ѕидовите се деформираат, за што е неопходно истата да се конзервира или санира. Црквата Свети Теодор Тирон во кривопаланичкото село Конопница, која датира од 19 век, е духовно светилиште каде мештаните низ вековите ги вршат своите православни обреди. Специфична по градба, единствена во државата по незината основа, тролиста детелина, е евидентиран споменик на културата. За жал, се уште незаштитен, што пак дозволува природата, атмосферските влијанија и геолошките тектонски поместувања или потреси да влијаат црквата во изминатите неколку децении да се деформира. Жителите на Конопница се засегнати од поодамна од овие промени, кои се утврдени, евидентирани и документирани од страна на стручни лица. Ние со геодетскиот елаборат ги откривме деформациите. Најголемата деформација што беше забележана у профил село беше 223 мм. Од тогаш, значи од 1999 година, константно ги пратиме деформациите, затоа што може да се случи у даден момент, што ние не може да го предпоставиме, да не се случи некоја поголема катастрофа. За утврдување на деформациите, тим професори од Градежниот и Архитектонскиот факултет од Скопје направиле испитувања со сондажни бунари, пошто се утврдило дека темелите се во здрава почва и причината за деформации не е во темелењето, а во геодетскиот елаборат се внесени и носивите карактеристики на црквата. Сосема случајно паднавме во разговор дека оваква деформација се случило и кај други црковни објекти од ваков тип, поготово ако имаме некој земјотрес голем. Богданов истакна дека клучен елемент за одржливоста на целината на црквата е кровната конструкција, која не дозволила понатамошно поголемо отстапување над зидините или во краен случај какво било распаѓање. Жителите на село Конопница формирале издружение за развој и културен напредок, преку кој изготвиле основен проект за санација на црквата, а за решение се обратиле и до Националниот конзерваторски центар и Министерството за култура на Република Македонија. Министерството го окарактеризира овој храм како објект од посебен интерес, уникатен во државата. Доаѓањето и посетувањето од страна на професорката Јасмина од Архитектонскиот факултет рече дека ние нашите студенти ги праќаме во Румунија за ваков објект да видат, а ние сме имале тука прекрасен објект. Значи, од тие причини редоследот на работите е овој. Прво, треба да се изврши валоризација на самиот објект. Валоризацијата подразбира кој век е направен, у каква состојба е, каква историска вредност има. Сите елементи кои го осликал фрескописот, сите тие елементи во каква е сега моментална состојба, што останува од фрескописот да се конзервира, тоа е едното, откако ќе се направи таа валоризација, тоа ќе бидат од средства на самиот Национален конзерваторски центар,
треба да се мине на изработка на главен основен проект поново за санација на црквата. Основниот проект за санација е изготвен уште во 2004-та, повторно е аплициран во Министерството неодамна, а се чека и екипа од Националниот конзерваторски центар да изврши валоризација, пошто се очекува црквата со помош на сите добри луѓе, жители на Конопница, Крива Паланка, приватни и правни субјекти или физички лица да биде санирана и заштитена. Зашто црквата обстоила низ вековите со Божја помош и секоја фреска, греда, камен во неа, како и секоја тревка и цвет пред неа, говорат за верата која го одржува народот и која го крепи селото. На крводителска акција во Крива Паланка, која беше реализирана на 13 јули во сладкарница Теа во центарот на градот, беа собрани вкупно 25 крвни единици. Следните акции се закажани за 2 август во рамки на народните собери во селата Петралица и Трново. Љубителите на книги редовно ги користат услугите на градската библиотека во Куманово, иако во текот на летото прилично е намален бројот на читатели. Во текот на летниот период бројот на читатели кои ја посетуваат градската библиотека во Куманово е намален, со оглед на тоа дека лектирите се најпозаимувана литература. Сепак редовните читатели и љубителите на книги и преку лето ги користат услугите на библиотеката, информираат оттаму. Во текот на летото намален е бројот на читатели од причина што најзаимувани книги во нашата библиотека сепак се лектирите, така што сега во летниот период децата, учениците, значи помалку читаат, помалку ја посетуваат библиотеката, но сепак има и оние редовни читатели и студенти кои што не само што земуваат книги и понатаму мислам ја користат и читалната на библиотеката и се служат со нашите фондови. Во пресред на летните одмори, белетристиката е најбарана литература во библиотеката, бидејќи голем број граѓани кога заминуваат на одмор, сакаат со себе да понесат книги со кои ќе си го исполнат времето минато на плажа. Да, читате ли книги? Читаме. Преку лето кога одите на одмор, носите ли со себе книги или повеќе сакате да се излажувате на плажа? Повеќе да се освежуваме во плажите. Значи многу книги не носите на одмор? Па моментално не, али дома читам. Читате ли книги? Понекад. А преку лето на одмор кога одите? Да. Читамо. Да читамо и сакамо да читамо. Зависи кога како. Некогаш носиме, некогаш не. Која литература најмногу сакате? Па, романи, трилери, од се по нешто. Истражувањата покажуваат дека читањето за задоволство не е само добро поминато слободно време, ниту пак збогатување на речникот. Во суштина тоа е добро за физичкото и психичкото здравје на човекот, велат стручните лица. Книгата Дрво кое шепоти од Борис Митковски беше промовирана во Кумановскиот центар за култура. Ова е втора стихозбирка на Митковски во која се одржани хаику творби инспирирани од христијанската мисла и филозофија. Книгата Дрво кое шепоти е втора стихозбирка на Борис Митковски, се состои од 150 хаику творби инспирирани од христијанската мисла и филозофија. Авторот Митковски објаснува дека инспирацијата за неговата книга земена од новиот светител Свети Гаврил Светогорец од Лесново и од неговата поезија. И значи идејата за почеток на православната, значи христијанска поезија хаику токму ја влечам од светогорскиот старец Гаврил, затоа што значи да не се збори дека нешто ова микс на езотерична будистичка хаику и нешто со наши примеси, него е чисто земена од светиот Гаврил Светогорец и е направена како во стил на самураите, на православните самураи. Сите негови хаику творби се всушност богојавление, малмик во кој срцето и умот го созрцуваат Бога, стануваат свесни за поврзаноста на нештата и за оној кој ги создал. Во хаику творбите на Митковски во навидом неповрзаните слики се бара он. Се на се станува збор за интересна мутација на изворната хаику структура и незиното културно прекодирање во кодовите на христијанството, пишува во рецензијата кон книгата писателот Венко Андоновски. Книгата е објавена со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија и претходно била промовирана во Скопје. Треба да се обрне внимание како се чита и да се биде што по имагинарен, значи што по да се размислува имагинарно, што повеќе да се седне и да се навлезе во суштината на тие три стиха и во една тродимензионална имагинарна просторија да се најдат трите стиха како едно, значи символот на Тројца во едно.
Борис Митковски е роден 1976 година во Куманово. Завршил теолошки факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Велико Трново, Бугарија, а постдипломски студии на American Heritage University of South California, насока бизнис администрација. Поезијата го интересира уште од средношколските денови, особено хаику. Работел и во Авганистан, каде што се инспирирал да ги напише стихозбирките Патот во 2013 и Дрво кое шепоти во 2015. Со овој настан заврши и тродневниот саем на книга во Куманово во организација на Антолог и библиотеката Тане Георгиевски од градот. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов со особено внимание ги следи настаните и развојот на состојбите во пријателска Република Турција и во постојан контакт со сите безбедносни институции во Република Македонија, со Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи и со армијата на Република Македонија, соопштуваат од кабинетот на председателот Иванов. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и раководителот на кризниот менеджмент постојано се информирани од субјектите кои се задолжени да се справат и да ги превенираат заканите ризиците. По добивањето на податоците, за намерите за вршење на воен пуќ во Република Турција, армијата на Република Македонија презема низа мерки и активности за заштита на државната граница. Одржан е состанок на групата за проценка за анализа на безбедносната состојба, се вели во соопштението испратено од кабинетот на председателот. Оттаму додаваат дека Република Македонија ја поддржува демократски избраната влада на Република Турција, како земја членка на НАТО и како исклучително значајна држава во соочувањето со глобалните предизвици, која е голем пријател и стратешки партнер на Македонија. Председателот Иванов го поддржува нормализирањето на состојбите во Република Турција и повикува на почитување на демократските институции и избегнување на секаков вид на насилство и крвопролевање. Иванов смета дека мирот и стабилноста е од клучно значење за секој од државите во регионот во овие моменти е потребна разумност и смиреност. Македонскиот председател порачува дека политичките цели треба да се постигнуваат единствено со диалог во согласност со волјата на граѓаните на избори, се потенцира во соопштението. Според веб страната на ТАФ, аеродромот Александар Велики во Скопје, на која се прикажани полетувањата и слетувањата на авионските летови, откажани се утринските летови на авиокомпанијата Turkish Airlines од Истанбул за Скопје и од Скопје за Истанбул. Поради кризната состојба во Турција која настана по обидот за државен удар на дел од турската војска, откажани се летовите од Истанбул за Скопје, но и во обратен правец. Аеродромот Ататурк кој прво го преземаа почистите, но власта набрзо го врати под своја контрола, моментално има голема гужва поради откажаните летови. Токму таму околу 6:30 по локално време слета турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, кој претходно беше засолнет на Мармарис додека војската ги окупираше улиците, мостовите, институциите. За сега неизвестно е дали ќе се остварат вечерните летови, но се очекува состојбата со авиопревозот постепено да се стабилизира. Властите во Турција објавија дека стотици луѓе се убиени за време на обидот за државен удар, а над 1500 се повредени, додека 1500 војници се приведени. Европската унија намени 196,6 милиони евра за Србија. На границата меѓу Србија и меѓу Унгарија чекаат 1400 имигранти. Ова се вестите од светот. Обидот за државен удар што се случи ноќеска во Турција, силите лојални на актуелната власт успеа да ја вратат контролата во најголемите градови. Турскиот председател Ердоган се обрати до нацијата преку националната телевизија по воениот обид за државен удар. Тој изјави дека целата ситуација е завршена и дека сите вмешани лица ќе платат за обидот за рушење на легитимно одбраната власт. Во конфликтот помеѓу побунетата војска и полицијата, како и цивилите, убиени се најмалку 265 луѓе, а над 1500 се повредени. Конфликтите најмногу се одвивале околу зградата на парламентот и палатата на председателот. Војската пукала кон цивилите. Ердоган успеа да дојде во Истанбул, каде ги повика граѓаните да се борат против предавниците. Уапсени се повеќе од 1500 припадници од побунетиот дел на војската, а меѓу нив има и офицери кои биле организатори на државниот удар. Од друга страна, војниците од побунетата војска кои се уште се на слобода, велат дека борбата се уште трае и дека државниот удар не е завршен. Според Ердоган, виновник за државниот удар е Фетула Гулен, познат турски и верски лидер кој актуелната власт го смета за водач на терористичката организација ФЕТО.
Европската унија ја отвори предпристапната помош за Србија за 2016 година со подпишување на финансиската спогодба со која вкупно 196,6 милиони евра ги одобрува првите 39,7 милиони евра. Од програмата меѓу другото ќе се финансира јакнењето на капацитетот за борбата против организираниот криминал, како и перењето пари против тероризмот. Првата транша од помошта на Европската унија од предпристапните фондови е наменета за 4 области. Подршка ќе добие српското правосудство повеќе од 12 милиони евра, секторот за внатрешни работи 8,5 милиони, а ИПА фондовите се наменети и за секторите енергетика, образование, земјоделство, како и понатамошен развој на државната администрација. Србија во изминатите 15 години од Европската унија доби повеќе од 3 милиарди евра помош. До 2014 година се исплатени меѓу другото околу 550 милиони евра за енергетика, околу 383 милиони за локалните самоуправи, 366 милиони за граѓанско општество, а буџетот на Србија доби поддршка од 329 милиони евра. Европска унија вкупно обезбеди повеќе од 170 милиони евра помош за време на поплавите во 2014 година. Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации предупреди за зачестени насилства против мигрантите од страна на унгарските власти и посочи дека има влошување на ситуацијата на границата помеѓу Унгарија и Србија, каде чекаат над 1400 луѓе. Сериозно сме загрижени од новите рестриктивни мерки кои Унгарија ги воведе и кои доведуваат до гонење на лица кои бараат азил, како и од информациите за насилство и малтретирање, се наведува во пораката. Со нов унгарски закон граничните контроли се зголемуваат до зона од 8 километри внатре во унгарската територија, а во исто време на полицијата и е дозволено да ги апси луѓето во оваа зона и да ги враќа од другата страна на границата, кон некоја од транзитните зони, каде што може да поднесат барање за азил. Во моментов само 2 такви транзитни зони функционираат помеѓу двете земји. Во секоја од нив во просек се дозволени само 15 лица дневно. Од влегувањето на новиот закон во сила вкупно 664 лица биле вратени од другата страна на границата. Кумановскиот спорт може да се пофали со ново модерно фудбалско борилиште. Свечено беше отворена Куманово Евроспорт арена, која што е современ и квалитетен спортски центар. Отворањето на Куманово Евроспорт арена се разбира го одбележа фудбалски надпревар, во кој што ревијално силите ги одмерија на дежите од генерациите 2000 до 2009 година, беше подготвена и свечена програма. Како од звезди на вечерта настапија локални и регионални изведувачи, како и да е, во фокусот беше најважната споредна работа на светот. Фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт е насочен кон развојот и напредокот на најмалите деца кои сакаат да се занимаваат со фудбалот. Во таа насока потребата и задоволството од изграденото. Значи, јас сум пресреќен што го отвори овој комплекс, значи, одма да потенцирам од сопствени средства. Мечтев од мал, значи, како поранешен фудбалер, да направам еден комплекс каде што ќе малечките деца ќе израстат, значи, во големи спортисти, големи фудбалери, и со тек на времето, значи, тие да го направат истиот чекор што го направи јас. Сопствен терен, со услови што ги имаме сега, значи прерастуваме во еден многу посериозен клуб, со што се надеваме на многу поголеми успеси, на поголем чекор. Инаку клубот е формиран на 1 март 2004 година, досега настапуваше на туги арени, како и да е заслужи место меѓу најдобрите клубови за млади фудбалери во Македонија. Моментално во клубот тренираат околу 70 на деца од 7 до 16 годишна возраст. Сите деца се поделени по генерации и со нив работат лиценцирани тренери. Со овој спортски центар сакаме највеќе да ги привлечеме децата, да тренираат младите, со тоа што ќе организираме некои меѓународни турнири, па и ќе организираме еве сега еден турнир ни следува на 5 август, каде што ќе доаѓаат и повозрастни генерации, али со тоа сакаме малку да го дигнеме овој град со фудбалот во Куманово. Во задно време во светот секаде се користи вештачка трава како основен полигон за тренажен процес на фудбалски екипи, независно од кој узраст се тие. Кај нас во Куманово првпат се среќаваме со тоа да добиеме вештачка трава, доле дренажа, што е многу важно за млади категории,
поради амортизација, не е тоа бетон кој е многу штетен за зглобови, за кукови, за колена, така да овој полигон има само една мана, што не е 3 пута поголем, за да можеме да направиме уште повеќе и подобри тренинзи. Најважната споредна работа на светот е меѓу омилените спортови во североисточниот регион на Македонија. Како и да е, во недостиг на врвни фудбалски успеси кај сениорите, досега се истакнуваат младинските школи. Во регионалната кошаркарска АБА лига, во надпреварувањето од следната сезона ќе настапуваат 14 клубови. Решено е на состанокот на првите луѓе на Јадранското друштво. Тоа значи дека клубовите ФНП и Олимпија ќе добијат прилика да се надпреваруваат следната сезона во оваа лига. ФНП заслужи поради четвртото место на првенството во Србија, додека Олимпија ќе добие специјална покана која што се плаќа. Исто така е одлучено дека екипите кои ќе завршат на последното место нема да имаат можност во сезоната 2017-2018 да учествуваат во АБА лигата. Македонскиот шампион МЗТ Скопје Аеродром ќе има жесток старт на новата сезона во АБА лигата. На почетокот му гостува на шампионот Црвена звезда, а потоа го пречекува Партизан. Благодарение на распоредот за следната сезона во АБА лигата, МЗТ Скопје ќе има возбудлив почеток против двата најдобри српски клуба. Во првото коло МЗТ Скопје ќе гостува на Црвена звезда, а веќе во второто ќе го пречека Партизан во Јане Сандански. Младинската репрезентација на Македонија во второто коло го претрпе и првиот пораз на Европското првенство Б дивизија, што се одржува во Халкиди. Губејќи во пресметката со селекцијата на Црнагора со убедливи 67-44. Избраниците на Малинков против себе го има фаворитот во групата, не успевајќи да внесат поголема неизвестност околу победникот, камоли да приредат изненадување. Андреј Магдевски со 13 поени беше најефикасен во редовите на македонската репрезентација, пред Цветковски со 10 и Ефремовски со 6 поени. Црвено-жолтите утре ќе се сретнат со репрезентацијата на Грузија, која во првото коло загуби од Црнагора со 78-55, а денеска беше слободна, па имаше сосема доволно време за да се подготви за пресметката со Македонија. Македонската јуниорска ракометна репрезентација ја победи Словенија во вториот пријателски дуел во рамки на подготовките за Европското првенство, кое што ќе се одржи во Данска. За разлика од претходно кога словенците победија во Рогла со пресврт во второто полувреме, репрезентативците предводени од Александар Јович не ја повторија грешката, па позитивата од два погодока од првите 30 минути успеа да ја одржат за конечна победа од 22-21. Најефикасен повторно беше Талески со 6 гола, Арсеновски даде 4, а по 3 пати мрежата на Словенија ја погодија Неловски и Палевски. Нашите млади ракометари сега заменуваат во Умаг, Хрватска, каде ќе работат до 27 јули, односно до заменувањето во Данска. Тука ќе одиграат и два пријателски меча со коцкестите на 23 и 24 јули. Холандскиот стратег Луис Ван Гал е еден од најсериозните кандидати за нов селектор на фудбалската репрезентација на Белгија. Марк Вилмотс вчера ја раскина соработката со белгијците по неуспешниот настап на Европското првенство во Франција. Неколку имиња се споменуваат како негов наследник, а во комбинација досегашниот тренер на Манчестер Юнајтед Луи Ван Гал. Според тврдењата на највлијателните европски спортски медиуми, токму холанѓанецот се очекува да го наследи Вилмотс на клупата на Белгија. Според англиските медиуми, Челси и Лестер постигнале договор за трансфер на одличниот Нголо Канте. Францускиот интернационалец на Стенфорд Бридж се сели за сума од 30 милиони фунти и со клубот ќе потпише 5-годишен договор. Фудбалерот од средниот ред намаса имал понуди од клубови од Премиер лигата и Европа, како и нов побогат договор од лисиците. Нголо Канте одлучил да го прифати предлогот на сините откако бил привлечен од проектот што му го презентирал Антонио Конте. Откако кинеските милиардери го презедоа раководењето на Милан, навивачите на овој тим се надеваат дека росонерите конечно ќе почнат да ангажираат вистински засилувања кои би можеле да го вратат клубот на врвот на италијанскиот елитен фудбал. Токму затоа разочарувањето е огромно откако и новите газди продолжија постапките на своите претходници, доведувајќи нов ветеран во Милан. Станува збор за екс-фудбалерот на Реал Мадрид, Алваро Арбелоа, кој според информациите од Италија веќе го договорил својот трансфер на Сан Сиро. Спорт Медиа се тврди дека Арбелоа потпишал едногодишен договор со Милан со можност за продолжување на соработката за уште една сезона.
Дарио Шарич ја продолжува својата кошаркарска кариера во НБА лигата, а неговиот ангажман го потврди и Филаделфија. Новото европско засилување за НБА шампионатот доаѓа од екипата на Анадолу Ефес, а Хрватот важи за еден од најталентираните светски кошаркари на својата генерација. Шарич има 22 години, беше 12 пик на драфтот во 2014 година и тоа како избор на Орландо, но подосна беше трейдуван во редовите на 76-ките, кои 2 години подосна го искористија правото да го доведат во своите редови. Какво време го очекува македонскиот североисток наредните денови, да погледнеме од временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.